Васка Илиева, почитувани слушатели, еве правам обид да се слушнам со Палчо, со Лупчо Палевски, меѓутоа го нема. Не можам да кажувам зошто го нема, меѓутоа вакви работи јас имам кажам дека не ми се допаѓаат. И порано беше тоа еднаш ми се случи со градоначалникот сегашен на Куманово, кога на време не се стигнува. Тоа го забележувам често пати и на македонските медиуми, кога поканетите гости ги нема на местото каде што треба да бидат, па треба да ги чекаат. Но дали е и тоа дел од нашиот менталитет? Не сме ние англичани, не сме ние германци. Ќе пуштам уште една песма, да се уште малку да се припремам и да причекам, да ќе го кажам нашиот став и ставот на македонската заедница, бидејќи не беше тоа само став на еден човек, ќе зборуваме за тоа покасно. И земјо наша Македонијо, ти си убавица на Балканот, гробови правиш на сирани, кој што те сака да има. Кости остават по твои ноги, само да те има, земјо мила. Зарем ти не раѓа сино и герои, за да те бранат од душмани. Крв ќе леме старо и младо, тиран да гази не даваме. Крв ќе
Го очекуваме. Лупчо Палевски, почитувани слушатели, се надевам дека ќе се приклучи и дека ќе го исполни ветувањето. Македонијо, две да твои разделени, са мајка плача цевио мило, за својата мајка Македонија, са мајка плача цевио мила, за својата мајка Македонија. Оцејане Македонијо, ти си ги родила земјо мила, крв пролејава Македонијо, за вечно име земјо мила. Крв пролејава многу синои, за твоето име земјо мила. Почитувани слушатели, тоа беше Васка Илиева со песната. Еве, не се приклучи Лупчо Палевски за да го оствари она што го ветуваше. Жалам што е така, меѓутоа немам коментар додека не објасни Лупчо што се случило со него. Но еве ќе информирам и вие, почитувани, кои сте на Фејсбукот, на социјалните мрежи, која следите македонската радио програма 3 пати Z, дека сношти во Скопје имаше циркус, невиден циркус. На пресконференција се соопштуваа резултатите од пописот во Република Македонија. Имено и насловот на нашата тема на разговор беше со Палчо дека невалидна влада, нелегитимна влада, а пак од друга страна бараме легитимен попис. Ова повеќе се однесува за некои наши активисти и подкрепители на политичките партии, кои и на лидерите на политичките партии, кои сакаа и овој пат да ни поднесат кукавичко јајце. Едно време собираја потписи, 100.000 потписи собраја, ќе го пуштам и тоа да слушните, не можам, бидејќи не бев стремен, а можев и да ви го прикажам на Фејсбукот, но ќе ви пуштам еден исечок дека ВМРО ДПМН собра 100.000 потписи за блокирање, односно одложување и редефиниција на пописот во Република Македонија. Тоа беше така и ќе пуштам да се слушни, да се знае, затоа што има рекорди, затоа што има снимки. Денес не е времето на Гоце Делчев и сега не убиваат од позади, но сега времето е малку поинаку. Еве, ќе ја пуштам и таа снимка, па ќе искористам можноста да искоментирам, но најпрво сакам да упатам збор два до оние што ќе ме критикуваат мене, да не се лигават многу, да ме критикуваат мене или некои други, затоа што ние зборуваме за интересите на македонската заедница во светот. Имено од Австралија упатувавме апели
дека македонската заедница на 4 март, како што пишува и Ацо Талевски, еден од македонските активисти овде, на 4 март македонската заедница на демонстрацијата, на најголемата демонстрација, од 60.000 луѓе, донесе резолуција дека нема да соработува со нелегитимната влада на Северна, на таа дивотворба, насилно створена држава, на која ни се одзеде правото да имаме име. Еве имаме проблеми насекаде во светот со тоа име. Нас ни се одзеде најосновното човеково право да имаме име и презиме. Меѓутоа, овие наши лигуши и тамошни и овдешни на други места, кои се обидуваат повеќе да ги одбранат политичките партии, не знам од кои причини го прават тоа, а не се борат за националните интереси на Македонија, интересите на македонскиот народ. Не се борат за тоа. Но ќе им кажам и на нив, од денес натаму знаете дека Македонија е неменлива, дека Македонија е вековна, дека Македонија е нелинска. Се менуваат премиерите, се менуваат председателите. Луѓе бре, аман те бре луѓе, дајте малку, искористете го ова време што го имаме. Аман. Веќе аман ми е од тоа што дали бил Мицкоски, дали бил Груевски, дали бил Заев, дали бил Бранко Црвенковски, дали бил некој друг, кој сака нека е, дали бил Пендаровски. Абе, кој сака нека е, не е поголем од Македонија и македонскиот народ. Луѓе бе, станавме мрша, граѓани, станавме мрша. И како мршани ќе не пишуваат насекаде. Наистина човек не може да се воздржи. Не може да се воздржи од овие глупости. Читам по социјалните мрежи, глупости невидени. Па попис во државата се прави. Во држава се прави за внатрешното население. Овој попис беше договор и тоа го кажа сношти апостолот, Симовски апостолот, директорот го кажа на телевизијата на Канал 5 во Самовистина, дека на брзина беше донесена одлуката со договор на Зоран Заев и Али Ахмети. И што сакате вие повеќе? Каков легитимитет сакате од овој попис? Во една нелегална држава са барате легитимен попис. Па не е возможно тоа, бе, браќа и сестри. Не е возможно тоа. И 5 милиони да се пишевме ние, и 5 милиони да имаше попишани македонци, бројката ќе беше иста, ова што ја кажа ја сега. Меѓутоа, ако ВМРО-ДПМ не останеше на својот збор да го бойкотираме пописот, да немаше 10% од населението спрема законите меѓународни, пописот ќе беше одложен, ќе се променеше методологијата. Значи проблемот во пописот е методологијата. Статистика не се правеше, туку се правеше попишување на волови, на стока, на добиток и не знам што, но не и на македонци. Не попишуваа македонци. Не попишуваат интереси на луѓе на население кои живеат таму. Овој попис е за луѓето кои живеат во Македонија, за да го распределат буџетот. Со овој попис што сега се појаве, се прави чекор до федерализацијата на Македонија, чекор до истиот систем што го има Белгија денес, двојазичност. Па нели ни го кажа сега пред 2 дена Зијадин Села. Зијадин Села ни кажа дека избран е повторно председател на партијата и дека во програмата нивна стои дека уставот треба да се смени и дека Македонија треба да стане двојазична држава. За јазикот албански ќе биде за меѓународна употреба како и македонскиот. Така ќе биде во 3 држави, во Косово, во Македонија, во Албанија. А што ќе имаме ние официјално? Зоран Заев ќе го имаме, Зим Зелениот, онаа шупелка. И не можам да ви се изначудам толку илјадници луѓе што не можете да сватите дека да разберете дека во каква држава живеете. Не можам тоа да го разберам, не можам да сватам. Навистина тешко ми е да сватам. Навистина ми е тешко и да разберам како се осмелувате така да не лажите отворено. Лажите бе браќа, лажите бе председатели,
И после опозицијата. Зошто е опозицијата? Не од што ми е мил да го сакам јас Мицкоски. Опозицијата е коректор на власта, да му застани на патот, па достане информираше само информации, ова ќе направиме, тоа ќе на... И сега последното вчерашно интервју на Алфа телевизија е дека ќе правеле и тие електронско попишување. Ама на кого му кажувате вакви глупости? Па може во Македонија, во напуштените села да врви тоа како некое ехо меѓу две-три планини, каде што нема жива душа, каде што последните седала ни заминале тие села, каде што последните куќиња се преселија во градот и глутници ги има во Скопје, во Прилеп, во Битола, па ќе не изедат по улиците. Па муви, па нечистоти и така натаму. И како можете сега да не сте на телевизија? Па еве бе браќа, на телевизија сте и пак јас ќе бидам виновен. Па нека бидам виновен. Еве ќе го пуштам Мицкоски, што вели? Од денес ВМРО-ДПМН започна со најавеното собирање на потписи против одражувањето на пописот во форма и на начин како што тоа го предвидува законот. Од денес официјално започнуваме со собирање на потписи во наредниот период во зависност од интересот на граѓаните за поништување на веќе донесениот криминален закон за попис. Спорни се членовите со кои што се предвидува кој секој има право на попишување и кој ќе ги дава податоците за сите лица кои што ќе се попишуваат, и затоа како што и претходно елабориравме во јавноста, ги повикуваме сите наши сограѓани секој нареден ден да ни се приклучат, да дадат подршка со свој подпис, да го стопираме сето ова дивење и овој закон кој што на девијантен начин беше донесен. ВМРО-ДПМН е убеден дека ќе ги обезбеди потребните потписи и граѓанската подршка, која пак ќе иницира поништување на донесениот закон. Преку овие потписи го црпиме легитимитетот од граѓаните. Затоа што и како пратеничка група можевме да поднесеме закон со кој што ќе побараме поништување на веќе донесеното законско решение, но верувајте дека легитимитетот на секоја политичка партија се граѓаните. Токму затоа сметаме дека граѓаните треба да го рефлектираат нивното мислење преку подршка со потписи. Од партијата за оваа цел планираат да посетат што повеќе граѓани, а таму каде што нема да можат да стигнат, веќе поставуваат пунктови за потпишување. Првите подражувачи партијата ги обезбеди уште во утринските часови. Види, подобро е да нема пописот и тоа што никој мислам дека дома нема да дозволат да му дојде некој што на 10-15 места и ќе ми дојде дома, деца, жената да ми заради. И за тоа го изразуваме тоа тука, да се се поништи. Ќе видиме што ќе направиме прво. Доста е. Дали во крајна мера партијата ќе успее да ги обезбеди потребните законски потписи? Инаку партијата нема императив колкав број на потписи да обезбеди, но таму појаснуваат дека од потписите таа ќе црпи легитимитет за идниот став во однос на пописот. Не сум јас ова, почитувани слушатели и вие кои ми следите на Фејсбукот. Не го кажав јас ова. Овие потписи ги собираја ВМРО-ДПМН како опозицијска партија. Овие потписи што ги собраја требаше да се стопира пописот и методологијата на попишување да се промени. Самите слушнавте што кажуваат, што бараја луѓето. Јас од мене не произлезе тоа. Од мене произлезе одлуката на македонскиот народ што живее во Австралија. Јас тоа го соопштував на радиото. Таа одлука ја почитувам како и сите македонци овде што ја почитуваат. Но меѓутоа имаше и радиостаници и некои индивидуалци каде што велеа дека ние треба да оставиме патриотска трага. Но каква патриотска трага тука? Тој е договор, пописот е со договор на Али Ахмети, нелегитимна влада, дивотворба, насилно влезени во владата на Република Македонија, во собранието. Знаете што се случи на 27 април. Знаете како беше избран Талат Џафери. Знаете како беа направени владите, па како беа испозатворени сите македонци, сите оние луѓе кои учествуваа во мирните протести. 3 месеци имаше мирни протести, луѓето го искажуваа незадоволството. И сега јас ќе го слушам
директорот кој имаше врзан подпис, излезе Али Ахмети како Тито или како Чаушеску, 20 и неколку години никој не може да го собори во Македонија, и излезе сега вчера кажа дека е задоволен. Па нормално дека е задоволен. Македонците падна на 60%, албанците се крена на 30%. Па нормално дека ќе биде задоволен. И уште нешто ќе кажат, да веројатно ќе додадат бугари по барање на Бугарија. Ги заборавивте Преспанскиот договор, ќе го ништевте и го уништивте. Сега го уништивте Бугарскиот договор за добрососедство, па го невлегување во Европската унија, па не знам што. Не можам да се изначудам на овие наши отстапки како народ. Не можам да се изначудам. Навистина ни се смејат сите што не гледаат и што не слушаат. Каде се нашите национални црвени линии? Па зошто загинаа и умреа по затворите Чиенто, па и овие од 2001 година, па партизаните, зошто беа убиени Богоевски таму, Стив Наумов, па Кузман Шапкарев, па не знам кои други, не ми идат на памет сега наеднаш. Зошто беше убиен Гоце Делчев? За вие бе лешинари, лигуши, предавници, да се борите само за фотели? А тие зошто го дадоа својот живот? Зошто ги дадоа своите животи? За вие да уживате? Па да, уживате. Еве гледаме примери. Фрчковски од прв човек на СДС. Сега парите што ги стопни во джеповите и така натаму, за сите работи во минатото, за сите негови глупости, Македонија страда, што ги правеше, па и она во времето кога беше министр за внатрешни работи со Бранко Црвенковски, кога ги сурнаа знамењата 97 година во Тетово во Гостивар. Ако сте биле такви лигуши, зошто отидовте да се срамиме со луѓето? И зошто се пизмиме ние обичните луѓе? Пизми се ти. Меѓутоа ти не се пизмиш, ти се лигавиш и сега со лигавење ќе стигнеш во Обединетите нации, бидејќи во Америка те одбија, не те сакаат, шпион си, Прчковски, шпион си. Сега, другата работа е од кај албанците. Ете Теута Арифи, ги среде многу албанците во Тетово и македонците, го направе Тетово европски град и сега ќе биде амбасадорка во Европската унија, во Брисел, ќе ги троши парите, ги краде државните пари. Ова сакам да го кажам, дека сакав пописот да кажам дека пописот е направен за да се крадат пари и да се одбележи федерализацијата на Македонија. Од денес, од вчера натаму, одиме кон федерализација. Да не се лажите дека Преспанскиот договор ќе го поништеле ВМРО ДПМН и ќе го поништеле некои други, трети, четврти. Да не се лажите дека нешто друго, дека бугарското вето или ќе се направи на договор. Не. И тие ќе влезат во уставот и на власт ќе ги дојсат, оти нас што вели Степан Влахов, ни ги носаат, нас ни носат. Ќе ни го дојсат и сега ќе ни ги дојсат нас, Зијадин Села и Мицкоски. Ќе направат, оти доста им е од Али Ахмети и Зоран Заев. Малку да му дат чист воздух на македонецот, да му дат чист воздух, ќе донесат нова влада, нови вработување партиски и тие ќе седнат во фотелите, ќе речат не можеме сега ние да го смениме Преспанскиот договор. Не можеме ние ништо да направиме околу двојазичноста. Па не можете, како ќе можете кога сега влада ќе треба да правиш со Зијадин Села и со Касами? Како ќе правиш и оне што не влезе во собранието да имате 61 пратеник? Курдуш, како се викаше. Што го зедоа, го платија таму неколку милиони долари и тој ќе замине од Македонија со децата и ќе си ги огледа интересот. И Зоран Заев замина, сега си огледа интересот. И Камчев е купе слободата со милиони долари, и Сашко Мијалков е купе слободата со колку милиони долари, а Кежаровски ќе лежи затвор. Ќе лежи затвор и Александар Динески и некои други
И сега овие што се од 27 април ти лежат затвор. Срам да ни е. Да.